Десетици илјади посетители годинава привлече манифестацијата Зелникот на баба, кој по 12 пат се одржа во Пробиштип. Манифестацијата, која го носи епитетот на најнародна, за тема секоја година го има традиционалното македонско јадење зелник, особено далеку познатиот лесновски зелник. Ова е една културна манифестација на која што ние со нашата организација ја збогатуваме понудата во делот на гастрономските квалитети, која што ги нуди македонската традиција, храна, зелникот, кој што сите ние од постарите генерации го знаеме и како храна, меѓутоа нашите мајки и баби знаеа прекрасно да го приготвуваат. Со ова манифестација сакаме да ја одржиме традицијата и на помладите да им ја пренесеме. Самата манифестација буди голем интерес и за учество и за посета на истата. Сами можете да видите која илјадна публика ни е дојдена од сите краеви на Македонија. И за споредба, последниот пат имавме 22 штанда, сега имаме 35 штанда, што значи далеку поголем интерес и далеку поголеми групи за учество на истата. По завршување на манифестацијата ќе преидеме на тоа да си ја брендираме, да си ја заштитиме оваа манифестација која што е единствена, уникатна во Република Македонија, единствена од ваков вид и токму за тоа зборува оваа голема посетеност. На лице место беа презентирани вештини и тајни за подготвување на зелник од страна на искусни домакинки, но и млади. Јас сум Томова Лиле од село Текија, општина Илинден, тоа се наоѓа во Скопје. Општината ни е многу прекрасна. Да, колку години? Четврта година денес. И четврта година на преворот учествувате? Да. И каков е скорот? Многу убаво. Многу е битно да се дружиме. Добро. Многу е битна дружбата. Дружбата е многу битна. Иначе прекрасен народ, прекрасни луѓе, прекрасна публика. Во што е тајната за во брзото сукање на зелник? Што треба? Треба да го научиш да го вртиш сукаљку. Како? Тако ќе го вртиш. Самото тесто ти покажува. Значи не треба ни многу тврдо, ни многу меко. Најпрвен за да се направи добар зелник има повеќе фактори кои што влијаат, но пред се искуството, јас би кажал, и начинот на подготовката. Дефинитивно по возрастни се оние од кои што црпиме искуство и мудрост, но она што ние го правиме како училиште, тие традиции кои што ги имаме и техники на готвење, односно на подготвување на зелник, да им ги пренесуваме на младите. Разговараме со господјата Дафинка Бојчева од соседна Република Бугарија. Од која општина? Општина Благоевград. Представуваме две села. Од Благоевград представуваме две погранични села, Логодаш и Селиште. Добра, вашите печатоци, дали прв пат доаѓате и како гледате на оваа манифестација? За прв пат идваме и се радвам. Прв пат доаѓаме и сме воодушевени од бројноста на посетителите и на гостопримството. Гостоприемни и хубаво е тоа, че И ни се допаѓа што средствата од продадените зелници ќе ги донираме во хуманитарни цели. Исползвате за добра кауза. Да, и што се вие представувате пред посетителите? Што тука можеме се да најдеме? Носевме два вида на зелник. Едниот е заштитен и во книгата на Бугарската академија на науки и уметности. Кулинарна карта на Бугарска академија на науките. Дел од програмата беше и надпреварот во брзо сукање на зелник, чиј победник и годинава е Васка Петрова од Исти Бања. Што е начинот и поентата за брзо да се подготви? Прво треба да се имаш пофат. Тоа е, па после тестото како си го направиш, како го унесиш и да постои малку тестото, да се усука. И тоа и малку побрзо фатање. Само ова не ви е прв пат да бидете први? И пола ни бех прва. Да, и сега. Да, и што? Втор пат учествувам. И што ќе им пренесете на помладите, како во што се крие тајната да се биде прв? Малку тестото да отстои и да се сука. Побрзо, само побрзо, иначе другото ништо. Културно-забавниот дел опфаќаше настап на повеќе културно-уметнички друштва од Пробиштип, но и од Србија и Бугарија. Ексклузивни естрадни гости беа Блага Петреска, Смилја Митреска, Кате Сонели Тиреков и други. Денес организираното и прикажаното во Пробиштип ги воодушеви сите, а импресиите се следните. Дали редовно доаѓате тука? Не, прва година сме и многу е убаво. Од каде? Ние сме од Струмица.
Некој ви кажа, некој ви... Да, ви кажа дека е многу убаво и за това сме дојдени. Да, ептен убаво, ептен и многу народ. Благодарам, пријатен. Престе само да ве прашам, добар ден. Дали прв пат доаѓате или? Прв пат. Добро е, многу убаво. Прв пат доаѓаме, од Петровец сме. Добро, според вас, вие сте правеле зелник, нели? Да, сме правиле, да. Е, сега ово што го гледате тука, дали е така како што треба или... Да, така е. Така е, така. Моли? На првата дајница бедиса, на Месеи. Прв пат доаѓате? Прв пат. Од Скопје Трубарево. Така. Прв пат или? Не, пред пат. Пред пат. И какви се впечатоците? Има разлика од лани по лани? Па, има нешто, али све е добро. Убаво. Што не повеќе ви се допаѓа? Правењето зелници или самата програма? Што? Слушај, правење зелница има сама програма, многу народ, многу од све стране и тој најубаво.